согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности. Согласно следниот дневен ред, точка 1, програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. Точка 2, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка 3, одлука за промена на припадност на дел од улица Солунска во село Кравари. Точка 4, одлука за измена на програмата за постување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Точка 5, предлог програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2022 година. Кој е за предложениот дневен ред? Одиме со точка 1, програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. Замолувам представникот да образложи точката. Добар ден на сите. Доставена ви е предлог програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. Во програмата за развојни планови на општина Битола за период 2023-2025 развојните програми се поделени по години и истите гласат. Вкупните планирани средства за ова тригодишна развојна програма изнесуваат 742 милиони 752 986 денари. Поделени по години за 2023 година вредноста е 307 милиони 400 237 денари. Во 2024 износот изнесува 245 милиони 732 176 денари, а за 2025 година изнесува 189 милиони 620 573 денари. Во оваа програма, како нови ставки, влегуваат реконструкција на комплетна инфраструктура на улица Стив Наумов и поделени се како реконструкција на коловоз на улица Стив Наумов со вкупна вредност од околу 19,5 милиони денари. Потоа имаме реконструкција на канализациона мрежа на улица Стив Наумов со вкупна вредност од околу 16 милиони и 851 илјада денари и реконструкција на водоводна мрежа на улица Стив Наумов со околу 15 милиони денари. Исто така за оваа година, од оваа година предвидена е дополнително реконструкција на паркинг просторот кај спортската сала Боро Чурлевски во износ од 18 милиони 305 355 денари. Потоа предвидена е реконструкција на коловозот на улица Бурса, поранешна индустријска, со некаде околу 51 милион и 473 илјади денари. Предвидена е во оваа развојна програма поставување на урбана опрема за спортско-рекреативни активности потек Тумбекафе до делот кај Зоолошката градина во износ од 11 милиони 596 илјади 320 денари и изградба на канализационен колектор и градба за прочистување на отпадни води во Националниот парк Пелистер. Тој е пречистителна станица предвидена некаде кај детското одморалиште. Тука е предвиден нашето учество во износ од 7 милиони 705 илјади 673 денари. Ова се новите ставки кои што за прв пат сега влегуваат во развојни планови. Остатокот се средства кои што беа планирани со поранешната развојна програма, а средствата беа планирани во 2023 година за исплата. Ти благодарам. Прашање дали има? Добре, така нема прашања. Одиме точка 2. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Повелете. Во
Во оваа програма се вршат измени со тоа што во овој период се јави потреба од неколку активности. Се јави потреба од изградба на водоводна шахта на улица Булевар 1 мај, значи во моментов работиме на инфраструктура на комплетна инфраструктура на улица Булевар 1 мај, меѓутоа горе кај сатот, кај мостот буквално кој што се реконструираше, има стар затварач на водовод кој што не е во ред, треба да се промени и интервенциите на тој затварач јави потреба од изработка на нова водоводна шахта под Рудо Јагне кај паркинг просторот, кај паркинзите. Од тие причини, значи за да можеме да продолжиме понатаму сега со горниот дел на булеварот, бидејќи не знам колку сте во тек, колку врвите на тој дел таму, во делот на инфраструктура, таму веќе на првата делница од Сали мостот до Нептун веќе се работи на коловозот, се поставуваат ивичњаци и планираме за многу скоро време тој дел да се асфалтира, да го пуштиме под сообраќај за да можеме да продолжиме нагоре од Нептун до стариот извршен совет. Водоводната мрежа оди до мостот, значи коловозот е до стариот извршен совет, но водоводната мрежа оди до мостот точно до оваа шахта, односно овој вентил за кој што сега дополнително предвидуваме пари и за да можеме да продолжиме мора да се почне со водоводот, затоа ги предвидуваме парите 1.505.520 денари. Тоа е првото нешто заради што се прави измена во програмата. Исто така, од градежен инспектор, односно од инспектор за патишта, добивме решение со кое што не задолжува да се санира дел од коловозот на улица Девеани над затворот на јавна површина. Имаше поставено некој времен објект, со отстранување на времениот објект, дојде до дестабилизација на коловозот и веќе подолг период, можда поиќе од една година, то пропаѓа на делот на коловозот. Мора да се санира заради тоа што ќе бидат одсечени горниот дел од луѓето кои што живеат на тој дел, така да мора да предвидиме средства, ова го планираме со санацијата да ја направи нискоградба со 176.205 денари. Исто така имаме планирано средства исто со записник од инспектор, девијација на водоводна мрежа на улица Прилепска, се јавило дефект под објект, под времен објект на улица Прилепска, за да влегле водовод за да го санират, констатирале дека мора и шо мора цевката да излези надвор под објектот, значи за ова се бара 240.000 денари и исто водовод треба да се направи хидроизолација на фонтаната, 100.000 денари дополнителни средства. Овие активности на фонтаните кои што ги работевме порано беа во програмата за улично осветлување, во санација на објекти за други градби. Од ланската година обврската е префрлена на водовод, меѓутоа средства не им се префрлени. Значи ова е во поглед на активностите околу одржување на фонтаните. Сите овие средства за кои што дополнително ни беа потребни, намаливме во делот на столчиња за фудбалска трибина Тумбекав и минатиот пат исто тука зедовме, бидејќи ситуацијата кога ќе стигне последната нема да биде доспеана до овој буџет и тука имаме простор да можеме од овде да земаме пари, а да ги префрлиме за наредната година, која всушност ќе доспеат ситуациите за плаќање. Со тоа, оваа програма од последната измена која што беше 214.259.816, сега е 213.859.816 денари. Таа е измената во оваа програма. Ти благодарам. Прашање? Повелел. За булевар 1 мај. Од Црмост до Саат Кула, може да ни објасните подетално што се планира? Представникот на Оделението за економски развој, за среќа е тука.
со оглед на тоа што се работи се уште на проектна документација или веќе проектот е готов, меѓутоа тој ќе ви објасни точно до кај е. Најверојатно очекувам дека ќе го видиме во годишната програма која што ќе се носи, меѓутоа Венцо ќе ви објасни. Значи, проектот за Колова се завршен и ревидиран, проектот за водовод се веќе пакува и тој. Значи, готови се двата проекти, ќе се реконструира водоводот и улицата. Канализацијата нема се реконструира, затоа што Нискоград кажа дека е во добра состојба. И тоа ќе оди во за одобрение во Министерството за транспорт и врски. Така да до година рачунаме дека ќе го имаме тоа одобрение и ќе може да се работи на тој дом. Повели Златко. Сега се навратам поснов на развојната програма за улицата Стив Наумов. Во речник на јазикот на граѓаните, кога би се почнало со реконструкција? А вака, ние сега ја ставаме во моментов Мислам на механизација таму, да се растори механизација и да почне да работи. Улицата Стив Наумов е предвидена во 3 години. Значи би се почнало од премиер центар, етапно би одело, прва фаза од премиер центар до најверојатно до Стефче Патакот. Значи тоа е првата. Втората делница би одела веројатно од Стефче Патакот до Трета Реалнска, па или до раскрсницата со Пецо Божиновски. Значи во фаза е до припрема на проектната документација и очекуваме дека со обезбедување на одобрение за градење, ова е планирано во година со почеток на градежна сезона да се почне со активности. Меѓутоа ќе се почне од премиер центар нагоре, од најниската точка, од најдолу. Релативно во должина е голема улица, така? Да, таа почнува од премиер центар и завршва кај Црнос. Да. Од ваше лично искуство, при постапката со вакви улици, сметаме дека ќе се заврши за 3 години? Сите овие делници? Односно да. цела Стив Наумов, ако нема некои, не знам, Па проблеми би требало. непредвидливи. Значи, би требало. Ако, например, првата делница ја правиме еве до Не ве држиме за збор, знам, до карикирам. Стефче Патак. Ако бидејќи толку имаме и по 5 милиони имаме предвидено за 2023 година, тоа е помала делница, да речем од наредните две. Бидејќи беше зафатен дел од буџетот од развојната програма со средства за исплата и не можевме да ставиме поголема сума. Значи би можело да се заврши секако. Значи ако ова делница до Стефче Патакот ја завршиме наредната година, во 2024 година може да се тргни од тука да се стигни до Пецо Божиновски или да се стигне до Казанчешма, до делот кај што под прав агол крши надол. Значи има можност да се заврши во 3 години. Поред ви благодарам. Ние ќе аплицираме со ова улица и за други фондови. Може и побрзо да се заврши, зависи дали ќе ни доделат средства. Значи, шом ќе имаме проектна документација обезбедена за сите фази, на делници ќе ја правиме, ќе аплицираме доколку имаме и други инстанции кај што можеме да бараме средства. Не мора да значи дека вака ќе ви за 3 години. Ако добиеме средства, ќе се ослободат средства од развојната и ќе ги пренамениме за друго. Така да битно е дека имаме готова проектна документација целосна, меѓутоа нормално и ова улица ќе оди во Министерство за транспорт и врски за одобрение и се надеваме дека до напролет ќе имаме веќе обезбедено одобрение за реконструкција. Па како што ги гледам, ако во 2023 година имаме предвидено планирани 15 милиони за реализација за Стив Наумов, 5, значи по 5 за секоја инфраструктура, за наредна година имаме 21 милиони, значи дупло. Ако во зависност, видите, во зависност од, вие гледавте цела година, скоро на секоја седница имавме измени и дополнување на програмата. Значи во зависност од динамиката што ќе се гради, од каде ќе се ослободуваат средства, ние може да правиме измени, да префрламе, па да зголемваме делницата, место до Стево Патакот, да се стигне до Христо Ботев, до раскрсницата. Меѓутоа, сето тоа ќе зависи од начинот и динамиката на реализација и на другите проекти. Но јас мислам дека за 3 години ова треба да се направи и ќе се направи. Ако улица и Линденска ја работевме 2,5 години, значи 2,5 години, и Линденска исто со многу делници, 2,5 километри и таа,
и Стив Наумов мислам дека ќе се заврши. Во ред. Павели? За кај премиер центар, дали имаме решение за поплавите што не се дешаваат при обилни врнежи? Во овој момент не. Додека не се направи колекторот, значи гледате и улица Солунска кога ја направивме, значи повторно сега не рипат шахтите нагоре, туку таму долу на последната избива. Значи меѓутоа имаме информации дека во Министерство за животна средина веќе ќе се почни со постапка за избор на изведувач за колекторот и колекторскиот систем. Се додека не го решим тој проблем, ние ќе ги имаме тие проблеми таму. Но вака и да го направиме колекторот, ние не можеме па преку ноќ да бидеме спремни со другите краци, така да мора од негде да се почне и мора да ги градиме додека колекторот не се направи. Дополнително. Јас само се надоврзам, значи тој колектор почнува одоздол од базата на Гранит. Значи Курделец има еден река што е Суводолица, Курделец порано била река, сега е Суводолица. Значи треба се почне од Драгород, од Гранит, базата, нов колектор, согласно проектот за пречистителната станица колекторски систем, од доздола секој се почнува, па идеме до пругата, преку пругата до Колеканински, кај што ја поврзуваме и Партизанска и Солунска со нови два колектори. Седур не се мора од доздола да се тргне и кој ќе доиме до тоа, а тоа е предвидено, имаме одобрение за градба за тоа, имаме се, освен тендер да се распише. Значи, овие се реконструкции на постоечката мрежа кај што ја зголемуваат капацитета на канализацијата да биде пофункционална, меѓутоа нема истек. Во минатото е проблемот направен кога уште при поставувањето на таа канализација по кој е затрупан Корделецот, не е пуштен колектор по таа река. И тоа е проблемот што го направи целата ова работа и на Партизанска и на Солунска. Значи треба да постоеше колектор таков, некаков, и го решише проблем и немаше да се има, меѓутоа не го виделе така, не го увиделе, парцијално се решавало и затоа вакви проблеми. Во ред. Дополнително Павели Златко. Исто од развојната програма поставување на урбана опрема, отегот Тумбекав е од делот кај зоолошката градина. Ве следе внимателно, вие рековте до зоолошката градина. Значи кај ќе биде точно урбана опрема? До зоолошката од почетокот или над зоолошката? Еве Венцо ќе одговори бидејќи кај него се проекти. Да, може би лапсус направи. Лапсус има направен, значи од зоолошката градина, од зоолошката градина постоечката инфраструктура, пешачки патики што се направени и оди до Смолево. Значи не е спомнато во Смолево, меѓутоа оди до Смолево, значи од таму почнува, имаме патеки, Бехатон, Земјани, Видиковци и така. Проектот е направен, одобрени има и треба да се реализирава. Ова е насловот и морав да го така е насловот на проектот и така, а јас може да направив точно лапсус, кажав до зоолошка од делот кај зоолошката градина, така стои. Дополнителни прашања. Во ред. Точка 3. Одлука за промена на припадност на дел од улица Солунска во село Краваре. Представник ЗОО. Со оваа одлука само начелно да ви објаснам што е проблемот. Во село Кравари постои улица со име Солунска, меѓутоа левата страна на објектите од улицата се водат во катастарска парцела Буково, а десната страна во катастарска парцела Кравари или обратно. Во катастар стои дека е КО Буково. Податоците кои што се внесуваат и ги има централен регистар во Скопје, кој што систем е поврзан со МВР, од каде што ние издаваме уверение за куќен број, меѓутоа после тоа одат во МВР за лични карти и кога го отвараат системот, кај нив стои дека е тоа катастарска КО Буково. Врз основа на барањето кој што кај нас се носи и постоечкиот детален урбанистички план, врз основа на кој што ние гледаме и издаваме, ние пишуваме дека таја е дел во КО Буково, дел е во КО Кравар. Со деталниот урбанистички план не можеме да направиме промена во централен регистар, ни бараат некаков акт донесен од Совет, во кој што правиме опис на улицата Солунска. Во оваа одлука всушност е извршен опис дека на улицата Солунска дека
улицата Солунска припаѓа и во КО Кравари и во КО Буково, за да можеме да му дајме на луѓето куќни брајви. Имаме на неколку места низ градот такви проблеми, кога ќе ги досредиме одлуките, се надевам во некој од наредните седници ќе имаме уште неколку вакви одлуки. Ти благодарам. Прашање? Нема. Точка 4. Одлука за измене на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Значи, имаме 14-та измена на програмата за поставување на урбана опрема. Така да во основната програма, во точка опрема за забава на деца, се брише микролокација 1 пред спортската сала ДГС Партизан. Значи, таму тоа конкретно се однесува на еден дел кај што имаше објекти кои се надувуваа, балони и оваму таму за скокање, за клизгалиште и таква нека опрема. Сега таа да не биде тоа за тоа, него ќе би го хортикултурно ќе го уредиме просторот и ќе во склоп на другиот дел. Значи тие такви играчки со надувување да не постои таа локација беше наменета за таква работа. Добре, ти благодарам. Прашање? Повеле. Ве молам околу урбаната опрема. Една замерка околу уредувањето на градскиот парк. Стварно сите донации ни се добродојдени, меѓутоа ако продолжиме на овој начин, градскиот парк ќе го претвориме во Дизниленд. Значи, градскиот парк си има основен проект по кој требаше да се заврши. Далеку сме онака како што изгледа градскиот парк од основниот проект кој е одобрен и за кој се уште е валидно одобрението за градба, особено во делот кај под Тумбекафе, во тој триаголник каде што сега добивме детски играчки. Без разлика колку се квалитетни детските играчки, таму ниту беа предвидени, ниту им е местото, ниту е таму местото за карпата, ниту требаше да биде местото за карпата. Стварно благодарност голема на сите што донират, меѓутоа ве молам да гледаме да им најдеме соодветно место. Што ако некој посака на плоштад да стави донација со, не знам, панаѓур. Значи мора да се знае кај ќе бидат поставени донациите и од претходно да бидат обмислени како што треба. Немојте да стигнеме цел градски парк ни е претворен во детско игралиште. Тој е градски парк на сите граѓани. Благодарам. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Повели. Ова е дополнителна точка, пошто ја нема во дневниот ред. Да. Да? Последната. Аха, добро, извинете. Дополнителни прашања? Нема. Вадиме петта точка. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2022 година. Повели. Во оваа програма се вршат измени, се намалува во износ од 1 милион денари во делот на средства за смирување на сообраќајот околу основното училиште Даме Груев. Значи, проектот нема да стигне, значи го работат во јавното предпријатие, меѓутоа заради обем на работа и динамика која што тие таму ја имат и со одредени приоритети, овој проект за смирување на средствата на сообраќајот околу основното училиште Даме Груев ни најавија дека ќе биде готов некаде кон втората половина на месец декември. Тоа значи дека ние ќе имаме можност да распишеме тендер, затоа оставивме 400.000 денари, со напомена дека средствата ќе бидат дообезбедени во наредната година, но нема да стигне, нема да имаме избор на изведувач во текот на оваа година, така да 1 милион денари ослободуваме од оваа ставка. Со тоа што вкупната вредност на програмата од 35.758.803 денари се намалува на 34.758.803 денари. Ти благодарам. Прашања дали има? Толку нема прашања, да ги слободиме администрацијата, преминуваме кон гласање.
Програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. Кој е за? 3 гласа за. Точка 2. Програм за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани нема. Точка 3. Одлука за промена на припадност на дел од улица Солунска во село Кравари. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани нема. Точка 4. Одлука за измена на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 2 гласа за, против, 1 воздржан. Точка 5. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, е затворам седницата на комисијата и благодарам за присуството.